Одлуката за трет мобилен оператор беше донесена деновиве, со тоа по подолг период се отвора можност за поголема конкуренција на телекомуникацијскиот пазар. Очекувањата се јасни. Пониски цени, подобар квалитет и побрз интернет за граѓаните, но кога реално ќе се почувствуваат промените? Утрово на оваа тема разговараме со Борис Арсов, раководител на секторот за телекомуникации во Агенцијата за електронски комуникации и доктор на науки по комуникацијски мрежи. Добре ни дојдовте во студиото на Јасака Македонија. Добро утро, ви благодарам на поканата. Честити и среќни празници. Честити среќни празници и вам. И да започнеме со она што е актуелно и што е разбранува јавност, иако можеби многу импакт имаше, но многу пак и внимание за од другите информации не се даде. Тоа е дека АЕК ја донесе одлуката за избор на трет мобилен оператор. За почеток, што практично значи оваа одлука за граѓаните? Па, еве вака, да дадам на почетокот еден вовед, имајќи предвид дека Македонија по долги години се наоѓаше во групата на земји со по два мобилни оператори, односно во една група на така наречен дуопол, заедно со Косово, Кипар и така уште некоја помала држава, за разлика од другите држави кои што имаа по три мобилни оператори, каде што конкуренцијата за делот на телекомуникацијскиот пазар беше поголема и подобра за граѓаните со подобри и поквалитетни телекомуникацијски услуги. Сега еве дојде моментот кога и Македонија влегува во редот на држави каде што ќе има повеќе од два мобилни мрежни оператори. Тоа за граѓаните значи многу навистина и за самата држава Македонија и владата што го донесе ова што го овозможи како опција да граѓаните добиваат што е можно по добри, по конкурентни цени за она што ќе го користат во делот на телекомуникацијските услуги. Ајде околу конкуренцијата и цените, најчесто прашање токму од граѓаните дали ова ќе значи и пониски сметки за мобилна телефонија и интернет? Секако дека ќе значи пониски цени и поквалитетни услуги, бидејќи ќе има можност уште еден мрежен оператор да се појави на пазарот. Како и секаде во сите држави кои што имаат вакви повеќе од три мобилни оператори, се покажало, резултатите покажуваат дека цените се доста приступачни и достапни до граѓаните и за она што го користат соодветно плаќаат по ниски цени. Сега работата е во тоа што обично кај нас телекомуникацијските услуги се комбинираат со други исто телекомуникацијски услуги, значи не можете да кажете само мобилна ќе користиме телекомуникација, се врзани со телефонија, со интернет, со интернет, со останати телекомуникацијски услуги кои што прават еден пакет на телекомуникацијски услуги и се даваат, нели, се нудат на граѓаните да можат да ги користат истите. Како тоа ќе се спакува во еден пакет, секако ќе биде добро, затоа што граѓанинот и тоа ќе го гледа, односно ќе гледа да земе пакет кој што ќе биде најсоодветен за него, за неговите потреби. Меѓутоа, исто така е многу важно дека сега со ваквиот чекор кој што е направен од страна на државата, се овозможува граѓаните да имаат поголем избор за телекомуникацијски услуги и оператор кој што ќе понуди соодветни такви видови на услуги, она што го кажав како еден пакет, можеби сега на почетокот само како мобилна телекомуникацијска услуга ќе дава, за да може да ја изгради инфраструктурата, а понатаму секако дека ќе мора да помене да влезе и во другите сфери на телекомуникациите, за да може да биде поконкурентен на пазарот кој што е во Македонија. Сега од ваше регулаторно искуство, колку време обично е потребно еден нов оператор реално да влие врз цените и понудата на пазарот? Еве, споменавте пред малку дека на почетокот тоа би биле, да речеме, мобилни услуги, а потоа би се развил да новиот оператор во понудата практично обедини повеќе телекомуникацијски услуги. Така е, значи од технички аспект, за да почне операторот да работи и да функционира и да изгради соодветна инфраструктура во делот на мобилна мрежа,
некаде му е потребно 9 до 12 месеци, во зависност од тоа како динамика ќе направи и каков распоред ќе има самиот оператор. Тоа, значи, ние како регулатор не можеме да му се мешаме во менаџирањето на изградба на инфраструктура. Ние можеме само да помогнеме тој процес да се забрза, во делот на добивање на одредени дозволи, ако можеме да соработуваме со одредени општини, каде што ќе може да се поставува соодветната опрема. За да може да влијае на пазарот, односно да влезе во тој маркет колач, што го викаме, сигурно ќе му требаат некаде 2 до 3 години, имајќи предвид дека предходните овие два постоечки мобилни, односно телекомуникацијски оператори се веќе етаблирани и покажуваат соодветни квалитетни телекомуникацијски услуги на пазарот, а за да може третиот да влезе во така да кажеме во костец со двата големи оператори, сигурно ќе му требаат 2 до 3 години, како што им требаше и на предходните кога влегуваа на пазарот, на Космофон, да речеме, и на ВИП оператор кога почнуваа со својата работа, од прилика временскиот период беше тој. Значи, една година од прилика му треба да изгради инфраструктура во делот на мобилната мрежа, а понатаму 2 до 3 години за да влезе во целата процедура на маркет колачот. Дали новиот оператор може да ја користи мрежата од постојните оператори додека практично ја гради сопствената инфраструктура? Дали тоа би значило дека граѓаните, услугите од новиот оператор нема да ги чекаат 2 до 3 години, туку еве како што споменавте оптимално 9 до 12 месеци? Може секако. Значи, доколку постигнат соодветен договор помеѓу себе за соработка, секако дека може да користи и знајмени делови од мрежа во текот на изградба на неговата инфраструктура од една година, кој што е прилика временскиот период за градење на изградба на одредена инфраструктура, имајќи предвид дека и предходните, кажав, мобилни оператори, Мобимак, која се градеше 95-96 година, Космофон исто, која се градеше 2002-2003 година се пушти, ВИП 2007-2008 се пушти, така и сега и овој оператор исто би му требало 9 до 12 месеци за да ја изгради инфраструктурата, а потоа за да може да се вклопи уште 2 години сигурно, а секако во меѓувреме може да користи во тој период може да користи инфраструктура на останатите оператори, може да користи исто така и дел на фиксни услуги, доколку склучи договор со одредени оператори кои што нудат услуги во фиксниот дел на услугите на телекомуникации и така да може да се вклопи во целиот овој маркет колач. Сето тоа зависи зависи се од самиот оператор. Како ќе биде неговата менеджмент структура, каква ќе биде неговата какви ќе бидат неговите вложувања, како ќе се позиционира на пазарот, кои ќе му бидат неговите понатамошни чекори во делот. Значи државата и владата ова што го направи е тоа. Сега од денеска што се вели па натаму работата останува само на операторот кој што треба да си ја заврши работата за да влезе во делот на телекомуникацијските услуги. Звучи ова едноставно, но е малку покомплексно, нели, прашање кога се станува збор за тоа дека ќе влезе трет оператор, секако дека има многу одредби. Една од ниво одобрението има и јасни рокови, на пример за 5G мрежата. Што значи тоа во пракса? Кога просечниот граѓанин ќе може да го почувствува подобар интернетот? Па, всушност сега паралелно кога се гради инфраструктура, всушност ќе се гради и комбинирана 4G, 5G мрежа. Така што всушност ова што го зборуваме и за 4G и за 5G услугите. Но има одредби, гледам дека новиот оператор, нели, во првите 2 години да обслужи еден поголем град во државава со 5G мрежа,
Следниот чекор е да обслужи коридорот. Јас кога би градел и правил, би бил оператор, Така? Паралелно би ги правил сите активности, затоа што услугите и ваквиот вид на телекомуникацијски услуги на пазарот не секое време е драгоцено време за самиот оператор, затоа што тој секој ден губи финансиски средства, така да кажеме. Значи прави трошоци, а не добива придобивки, односно не добива приходи. А колку побрзо ја изгради мрежата, било да е 5G, било да е 4G, затоа велам треба да оди паралелно по мене, за да може да влезе што побрзо во делот на комплетниот тој телекомуникацијски пазар, за да може да конкурира на овие останати два телекомуникацијски оператори кои што веќе се етаблирани во Македонија. Но сепак постојат рокови кои треба новиот оператор секако, да ги... Да, секако дека постојат рокови, меѓутоа затоа велам секогаш треба јас исто и кога зборувам на таа тема, зборувам дека секогаш треба работите паралелно да се туркаат, за да може нели да не се чека едно по едно, него се заедно и повеќе луѓе да бидат вклучени во целата процедура, за да може сето тоа побрзо да се заврши и граѓаните да добијат побрзо и подобри и поквалитетни телекомуникацијски услуги. Еден од проблемите кои што знае честопати да се случи кај нас е слабата покриеност во одредени региони. Дали новиот оператор ги има истите обврски и кон помалите градови и кон селата практично да ја покрие мрежата? Секако, значи истите услови како што важат за истите услови што важат за сите оператори, така важат и за новиот оператор. Со тоа што нели треба постепено да го гради, да ја гради својата инфраструктура. Пак ќе кажам, колку побрзо ја изгради својата инфраструктура, подобро за него да влезе комплетно во овој телекомуникацијски пазар. Сега покриеноста зависи и од нели конфигурација на терен, зависи и од многу други фактори, меѓутоа пак ќе кажам менаџирањето на изградба на инфраструктура зависи само од операторот. Како ќе биде неговата поставеност, што сака сето тоа да го постигне, како да го постигне, што побрзо го постигне, подобро за него. Каква е улогата на Агенцијата за електронски комуникации ако операторите не сакаат да инвестираат во помалку профитабилни подрачја, ако постојат такви на територијата, а нели постојат? Едно е да се покрие град Скопје со број на жители, друго е да се покрие некое помало населено место. Да, видете, значи каква и да е улогата на регулаторот, операторот треба да си води собствена грижа за тоа, бидејќи тој треба да привлече соодветни корисници и да го зголеми бројот на своите корисници. Ние не можеме да влијаеме и да натераме некого тоа е исто кога одите на пазар и не можете, значи вие одлучувате што ќе купите и што ќе ставите во вашата кошничка. Истото важи и за операторот. Негова е одлуката колку ќе вложи, како ќе се позиционира. Доколку се позиционира како што треба и да ја свати работата сериозно, тогаш ќе биде сериозен играч во делот на телекомуникацијскиот пазар. Доколку не ја свати сериозно ова работа, нема да може да им парира на постоечките оператори и ќе заостанува, а сето тоа чини средства кои што ќе го чинат него. Затоа велам, што побрзо и поквалитетно влезе во целата ова работа, подобро е за него. Ако има можност да покрие Македонија 90% за во рок од една година, ќе биде од негов личен бенефит. Значи секако дека ќе го земе колачот од другите оператори и ќе добие соодветни повеќе корисници кои што ќе може да ги користат неговите телекомуникацијски услуги. Сега во јавноста често се вели дека влезот на трет оператор и тести за државата, како ќе обезбеди пак од друга страна фер пазарни услови за сите? Веќе има фер пазарни услови за сите, имајќи предвид дека веќе постојат и 4, односно 3 виртуелни оператори.
и за сите важи истите правила на игра, што се вели. Немаме никакви видови на ограничувања во делот на нудење на соодветни услуги. Како ќе си понудат услуги телекомуникацијските оператори, така граѓаните ги одбираат. Доколку не се задоволни граѓаните од одредена телекомуникацијска услуга на оператор, имаат право на приговор, на жалба и тоа ние тогаш го решаваме и секако гледаме да биде во корист на самиот корисник, доколку навистина е тоа така, бидејќи се соочуваме и со одредени така да речеме симулации каде што граѓанинот од одредени причини, од некоја нервоза или од некоја друга причина не сака да соработува со операторот, па неоправдано сака да раскине соодветен договор. Во тие случаеви ние не можеме да действуваме. Действуваме онаму каде што навистина корисникот не добива она што за што платив. Не добива квалитет за она што го платил. И во таа насока ние гледаме секогаш да бидеме на страната на корисникот. Влегувањето на третиот мобилен оператор е она што долги години го чекаме, она што државата навистина направи огромен чекор за Македонија, да ја стави во редот на држави каде што имаат повеќе од 3 оператори, како Луксембург, Лихтенштајн, кои што се навистина многу помали од Македонија, а имаат по 3, по 4 мобилни оператори. Навистина сега ова е можност која што Македонија ќе добие многу со оваа акција која што и оваа можност која што и се овозможува да добие трет мобилен оператор. Господин Арсов, ви благодарам за разговорот и за одвоеното време и информациите кои што ова утро ги поделивте заедно со нашите гледачи. Одлуката е донесена, очекувањата се големи, а клучот сега е се во спроведувањето на оно што третиот оператор и секако, дали третиот мобилен оператор ќе донесе навистина пониски цени и подобра услуга за граѓаните, ќе покаже по се изгледа времето. Така е, ќе разговараме, ќе имаме прилика секако, стојам на располагање. Кога и да е потребно на гледачите да се објасни нешто, слободно сум на располагање, може да ме повикате и се што е во интерес на корисниците и граѓаните можеме да дадеме соодветно објаснување и да помогнеме ако треба во одредени состојби или ситуации каде што граѓаните се наоѓаат се помеѓу операторот и нивните услуги кои што ги добиваат во делот на телекомуникации. Ви благодарам уште еднаш многу, ќе продолжиме внимателно да ја следиме оваа тема. Ви благодарам и на вас.